Во 2016 година конечно дочекавме да можеме да кажеме како новинари и спортски работници дека ова е година на фудбалот во Македонија. Благодарение на репрезентацијата до 21 година која што го направи оној чекор напред и се пласираше на Европското првенство. По тој повод, во новогодишното интервју од спортскиот дел на Телеграф МК, гостин Благој Милевски, селекторот кој што успеа да ја состави таа репрезентација и да ги однесе овие момци на Европското првенство во Полска. Ви благодарам што дојдовте, што сте наш гостин и секако на почеток да ви честитам за тој пласман, за наградите кои што успеавте вие како тренер да ги добиете и секако момците како играчи, односно како репрезентација и колектив, бидејќи навистина беа најдобри во оваа 2016 година. Ви благодарам пред се на поканата да бидам ваш гостин и ви благодарам на честитките и да се надоврзам одма на вас дека за сите тие признанија што ги добивме во изминатиот период и за сите успеси во 2016 играчите се тие кои се и незаслужни за тоа. Кога веќе го кажавте тоа, планирав поинаку да почнеме, но се појавува едно прашање кое што е секогаш присутно кога се во прашање тренерите. Тие се секогаш на прво место во пораз, некако последни кога е во прашање победата. Како се снајдовте со тој дел, бидејќи јас не видов во оние денови кога се славеше дека имаше поделба играч и тренер. Сите бевте некако заедно. Па мислам дека и таа хемија што е стручен штаб, играчи и целиот тим на U21, тука во тој тим спајаат почнувајќи од економот, преку лекарскиот тим, нашиот секретар, технички менеджер, па се до стручниот штаб и до играчите, го сочинуваат тимот на U21 и без било кој од таа алка мислам дека успехот немаше да биде тој што е. Сега во што се однесува до тренерот како дел од тој тим, да, секогаш е така и тука нема бегање од тоа дека после неуспехот секогаш е тренерот на удар и тоа ја го префаќам као факт, а во сите успеси се најзаслужни фудбалерите според мене. Овој пат беше некако поинаку. Се виде дека се знае да се цени онаа работа. Имаме квалитетна генерација, но веројатно на вас беше она најтешка задача, бидејќи вие требаше да ги вкомпонирате и да ги споите сите заедно, да им го пронајдете вистинското место, а она што се забележа, барем на оние последни надпревари, како што одминуваше времето и кога беше непотребно, се гледаше еден тим кој што, каде што очигледно секој си знаеше каде треба да се најде и кога треба да се најде на тоа место. Пред се ви благодарам за вашето мислење и го ценам тоа. Факт е дека да, ние како и јас како тренер зависиме во голем дел од играчите, но и играчите нема да бидат селектирани и повикани ако не сме ние тренерите. Така да за секоја успешна работа постои мора да постои заедно и сложување и хемија некоја спортска за да успехот дојде. Без било кој дел од тие две као најважни карики во тимот, мислам дека успехот е многу далеко. Имавме гости од играчите, после оној голем успех, односно без одавањето на пласманот, сите беа едногласни дека е направена една атмосфера, едно спојување каде што без разлика дали се 90 минути на терен или 90 минути на клупа, сите се заедно. Како успеавате да дојдете до тој момент, да дигнете атмосферата на такво ниво, да се дојде до една граница која што нема завидување дали сум играл јас или играл некој друг. Едноставно сите 18 кои што се во состав, сите знаат како треба да го дадат максимумот за да помогнат да се дојде до она што е потребно. Мислам дека прво и основно кај мене како тренер е многу битен карактерот што го носи секој фудбалер како персона, како личност. И
што е уште поважно, способноста на секој од нас, значи почнувајќи од мене, ја тука се ставам на прво место, па се до економот, да своите личности или суети ги оставиме пред вратите на хотелот за време на собир. Значи, за време на собирите, кога пред да влеземе во хотел, сите ние своите проблеми, лични, персонални, и своите пред се суети ги оставаме надвор од хотел, надвор од тимот, и мислам дека способноста на сите од нас да се ставиме во функција на тимот ни го донесе и овој успех. Имавте многу тешки надпревари, одигравте против квалитетни репрезентации, меѓу нив и Франција, која што многу мене ја смета за сигурен патник на Европското првенство во Полска, па можеби некоја гледаше веќе во полуфинале на тој шампионат. Со играчи какви што се во таа генерација, кои што играат и во премиер лигата, но на двете средби ви избегаа можеби за малку. Освоивте бодови, но бевте блиску и до победи. Па јас на почетокот на нашите квалификации, веднаш по ждребката во Нион, која видовме со кого сме во групата за овие квалификации за Европското првенство во Полска, јас бев свесен и истакнав дека според мене фаворит број 1 и далеку пред сите беше Франција. А сите останати, мислам дека беше изедначена групата и ќе се потрудиме да бидеме конкурентни со останатите репрезентации. Во текот на квалификациите се покажа дека, посебно што спомнавте и вие, на двата надпревари против Франција, и на тој во Скопје и пред се на тој во Франција што го одигравме, да, и на двата надпревари водевме, значи го диктиравме и надпреварот и случувањата на теренот, но покажавме дека имаме потенцијал и имаме талент, имаме квалитет да бидеме конкурентни и да бидеме рамо uz раме со најдобрите. Франција, не според мене, него според фудбалските аналитичари и фудбалскиот пазар во моментов е можда најталентирана генерација во светот, не во Европа. И тоа мислам дека дава уште поголемо значење на успехот што нашите фудбалери го остварија во овие квалификации. Тоа завршија тие надпревари со оној надпревар тука во Скопје против селекцијата на Шкотска, онаа победа која што ви беше потребна за да се пласирате понатаму и секако онаа добра вест која што пристигна од Исланд со победата на Украина. Тоа е веќе минато за нас, поминаа веќе 2,5 месеци. Имате нова ждребка, нови противници. Ги знаете имињата на оние селекции, ги добивте двете кои што поминаа преку бараж, Шпанија и Србија, и Португалија, која што можеби идентично како и Франција се смета за исто еден голем фаворит за освојување на титулата на шампионатот. Добро, мислам дека бареш надпреварите за квалификација за Европско првенство, мислам дека не треба да не залажуваат, затоа што квалификациите за ова Европско првенство и самиот настап на само 12 репрезентации на самиот турнир доволно говори сам по себе дека веќе длабок рез или филтер на квалитетните репрезентации е направен. Само 9 репрезентации изборија директен пласман, а 2 отидоа преку бараж, што значи дека квалитетот на екипите е на највисоко можно ниво и кога стигне една Шпанија која е освојуваш на 4 европски првенства и една репрезентација на Србија која нивната генерација е се уште актуелен светски првак, мислам дека тој факт говори дека не очекува стварно едно квалитетно европско првенство со квалитетни репрезентации. А што се однесува до нашата група, мислам дека на ваков собир не можете да очекувате слаби или условно кажано полесни противници, но ја се радам што барем добивме покрај многу силни репрезентации и атрактивни. И ќе следува три квалитетни надпревари
во тие неколку дена, односно во една недела, бидејќи се игра на секој трет ден, остануваат 6 месеци на кои што поминуваат многу брзо кога се очекува особено таков голем настан. Составот е горе-доле тој кој што играше во квалификациите. Постои ли можеби можност во овие 6 месеци да се добие уште некој играч плюс кој што може да помогне на тој шампионат за да се крене квалитетот? Секако дека постои, секогаш вратите на U21 се отворени. Самиот податок дека играме за 6 дена, треба да одиграме 3 надпревари на врвно ниво. Зборува дека треба да имаме максимално подготвени и физички и психички играчи кои ќе бидат во максимално добра надпреварувачка форма, и на самите играчи ќе остане да се изберат за место на Европското првенство. Затоа што стварно кој што не беше случај во низ-текот на квалификациите, дека игравме една или две максимум надпревари за време на УЕФА ФИФА термините што се однесуваше до квалификациите. Сега имаме за 6 дена 3 надпревари, така да ќе ни требаат стварно максимално физички подготвени и играчи кои ќе бидат во максимално добра надпреварачка форма. Тоа ќе се работи за еден сосема поинаков стил на надпревари, каде што ќе нема можеби толку простор за поправен како што имаше во овие квалификации. Костурот верувам дека ќе биде од оние играчи кои што беа дел од квалификациите. Знам дека се задоволен од нив, тука после еден таков пласман не може да не се биде задоволен од обезбеденото. Се надевам само дека ќе бидат сите здрави. Токму тоа сакав и да ве прашам, бидејќи има неколку што се повредени, кои што ќе им треба сигурно време за да дојдат до она ниво за да се вратат во стандардната форма. Планирате можеби некој нов камп како што беше овој пред неколку дена кога собравте други момци за да се проверат и да се види и за понатаму, или можеби неколку контролни средби во оние неколку месеци што следуваат? Се што правиме до сега и во текот на овие 5-6 месеци ќе биде, што се вели, 2 во 1. Затоа што немаме друг FIFA UEFA термин што се однесува до новата генерација што ги очекува нови квалификации за Европското првенство 2019 во Италија. И тие треба да се подготвуваат. Ние направивме веќе од тој аспект и 2 селективни кампа на кои горе-доле веќе 70-80% е направен филтерот на потенцијалните репстативци кои ќе понесат товарот за следните квалификации, а воедно, како што и напоменавте, некој од нив сигурно се наметнува, посебно со игрите низ овие 4 надпревари селективни и контролни што ги направивме, со Ренова победа и двата надпревари со А селекцијата. И на нив останува дали ќе се наметнат и понатака се до почетокот на Европското првенство. Со оглед на тоа што ова е новогодишно интервју, секако интересно е која е вашата новогодишна желба во однос на оној спортски дел, во однос на репрезентацијата? Желбата насочена кон моите репрезентативци или воопшто? Воопшто. Воопшто им посакам на сите пред се добро здравје, среќни новогодишни божикни празници и да имат поуспешна 2017 година. А кога би им ја кажале желбата на вашите репрезентативци? Пред се добро здравје. Што очекувате уште тоа за 2017 година од репрезентацијата која што ја водите на Европското првенство? Може ли да се каже што сега што се посакува, односно што може реално да направиме таму? Единствено што посакам да момците бидат здрави и спремни да одговорат на предизвикот што не го носи самото Европско првенство, да уживаат во него, зашто ја го гледам тоа како награда за нивниот труд што го вложија низ квалификациите и само посакам да го повториме нивото на кое што бевме низ овие квалификации, да покажеме дека знаеме да играме фудбал. Ми останува да ви се заблагодарам за интервјуто, секако да ви ги честитам новогодишните и божикните празници, вам, на сите играчи кои што се дел од репрезентацијата, од моје име, од името на редакцијата на Телеграф и секако од сите наши читатели и од сите оние кои што ги следат нашите интервјуа
преку YouTube каналот. Ви посакувам секако на тоа европско првенство да не израдувате уште еднаш, па на крајот на 2017 година да имаме причина за уште многу награди во оние избори кои што се прават и секако за уште многу убави интервјуа за во кои што ќе зборуваме само за успеси, за резултати кои што секако ќе окренат нивото на македонскиот спорт. Ве нарековме македонски херои, се надевам дека така ќе остане понатаму, но тој епитет дека ќе го добијат и оние генерации кои што следуваат, а овие момци кои што се сега на европското првенство во Полска, нека продолжат понатаму и во сениорската селекција да наредуваат исто така. Благодарам на вас за поканата да бидам гостин во вашата редакција. Благодарам.